Почитувана македонска јавност, се прашувам колку вреди да се зборува за предлог буџетот за 2021, кога истиче нема ниту смисла, ниту формат за кој треба да се расправа, бидејќи допрва во буџетот ќе треба да се издвојуваат средства за промена на учебниците по историја или како веќе и да планирате да извитоперите и вклопите во некој си граѓански предмет, а само за да и го намалите значењето кое го има и секогаш ќе го има. Но ако со буџетот и ги пренамените средствата за да ја смените историјата на хартија, треба да бидете сигурни во тоа дека македонската историја и македонската држава не ќе можете да ги избришете од нашата меморија, од гробовите на нашите предци кои изгинале од фашистички куршум, само заради слободна и независна Република Македонија. И свесна дека ова е седница на која треба да се зборува за предлог буџетот за 2021, ќе констатирам дека ова е досега најголемиот буџет во историјата на самостојна Македонија, а во време на најголемата пандемија. Пред нас е уште еден огромен, нереален и неразвоен буџет кој најмалку е народен и граѓански. Овој предлог на буџет нема да им помогне на катастрофалната ковид криза и катастрофалната економија, ниту ќе им помогне на реалниот сектор и на граѓаните. Со овој буџет имаме повторно намалување на и онака малите средства за капитални проекти. Имено, за наредната година социјалдемократите предвидуваат 10 милиони помалку за капитални проекти, што значи дека и во 2021 нема ништо да се гради како што и беше изминативе 4 години, но сепак парите ќе продолжат да се трошат, а долговите да се зголемуваат. Со овој буџет се намалуваат и средствата во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, што значи дека земјоделците и следната година, по кој знае кој пат, ќе бидат изиграни од страна на владата на Заев. Покрај за земјоделците, во наредната година нема да има пари ни за домашните фирми, а што е најстрашно, ни за опремување на медицинскиот персонал како помош за справување со COVID-19. Но затоа ќе има пари за непродуктивни трошоци. Расходите за плати пак во следната година се зголемени за 20 милиони евра во споредба со 2020. Ова, ако се повикаме на изјавата на министерот за финансии дека нема да има зголемување на платите во 2021, значи дека и покрај огромната економска криза и отпуштањето од работа како за кого, сепак ќе има нови вработувања, повторно како за кого, односно ќе се отпуштаат неподобните, а ќе се вработуваат подобните партиски кадри или Заев на дело ќе продолжи со реализација на проектот Јадење живи луѓе. Ова ќе биде повторување на најавата на оној скандалозен јавен оглас на владата пред последните парламентарни избори, кога во јуни оваа година на крајно сомнителен начин беа поделени половина милион евра на еден значаен број невладини организации блиски до власта. Во време на светска пандемија од COVID-19, јавно прашувам дали сметате дека е неопходно зголемувањето на средствата за трансфер кон граѓанските организации. Доколку сметате дека истите се неопходни, во кои цели ќе бидат искористени. Дали исто како во време на вонредната состојба ќе ги употребите за предизборен куп? И кои се бенефитите на нашите граѓани од средствата кои беа доделени на граѓанските организации во време на вонредната состојба? Кога бруто националниот долг ја помина рамката од 60%, вие упорно и без нималку одговорност ги зголемувате средствата за трансфер до невладини организации. За разлика од вас, ние предлагавме дел од средствата да се пренаменат во секторот здравство, како и да се формира гарантен фонд за граѓанскиот сектор, со кој во Македонија би се стимулирала изработка на квалитетни проекти, финансирани од Европската Унија. Во владата од основниот буџет предвидени се 20 милиони денари за невладини организации во следната година. За каква намена се предвидени овие средства? Нели ќе беше подобро овие милиони да се наменат за набавка на ковид возила за справување со пандемијата? Дали ова ќе биде новиот бран на финансирање на невладини организации блиски до власта, прашувам повторно.
Во услови кога здравствениот систем колабира и не може да решава тековни проблеми, како што е на пример во повеќето здравствени установи недостатокот на основни средства за справување со COVID-19, вие си тргате настрана 20 милиони денари за кои секој во Македонија се сомнева дека арбитрарно и без вистински критериуми ќе си ги доделите на ваши невладини организации. Исто така, во Министерството за одбрана за 2021 предвидени се вкупно 2 милиони денари или за 1.550.000 денари повеќе од претходната година. Какви проекти ќе бидат поддржани со овие пари? Помошта треба да се намени за македонската армија, која се уште кубури со застарена опрема, додека пак многу наши војници работат во непристојни услови. Финансирањето треба да се насочи кон обезбедување елементарните потреби на армијата на Република Македонија, зашто нели членка сме на НАТО, а македонските војници ни немаат основни услови. Понатаму, во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност предвидени се средства од основниот буџет за 2021 во износ од 25.494.000 денари, како и расходи од донации 538.850.000 денари. На што се должи зголемувањето на средствата од основниот буџет? Дали се предвидуваат дополнителни вработувања и ако не, зашто се зголемени потребите од дополнителни средства? Тие финансии можат да се наменат кон помош и поддршка на најзагрозените и најпогодените бизнис сектори, а со тоа истите и ќе стимулираат. Во време на пандемија, која е потребата да се има вкупно 5 милиони денари за трансфер до невладини организации од Министерството за политички систем, кога истите тие финансии можат да се искористат за набавка на нови компјутери за учениците и средношколците, нешто слично како проектот компјутер за секое дете. Ова не се однесува само на ова министерство, туку станува збори за Агенцијата за млади и така натаму. Зошто во време на пандемија ќе се трошат енормни финансиски средства за разни трансфери, а во болниците нема доволно капацитети за заразените од COVID-19, а да не зборувам и за другите заболени лица од други болести, кои немаат теоретски шанси да дојдат до точна медицинска помош поради затворените, односно пренаменетите клиники. Не е ли подобро тие средства да се пренаменат за бесплатни тестови за COVID-19 за граѓаните? Со моменталната висока цена во приватните болници, граѓаните се изложени на дополнително осиромашување покрај она кое секојдневно го прави владата со незиното очајно управување со државата. Има ли потреба од расипничко трошење на средства во услови кога Македонија нема услови да обезбеди болнички кревет за заболените од COVID-19? Не може ли да се пренасочат тие средства за изградба на ковид центри преку изградба на модуларни болници и во помалите градови? Не е ли похумано и од поголема помош за граѓаните тие пари да се наменат за бесплатни вакцини за сезонски грип и со тоа да се заштити сопствениот народ? Во меѓувреме, набавката на вакцините за сезонски грип доцнеше како никогаш досега и сега веќе е и предоцна истите да се аплицираат. Сега да се осврнам малку и на образованието. Со овој буџет не се предвидени зголемени средства за дигитализација на образованието. Токму Министерството за образование доживеа огромен неуспех со националната платформа за далечинско учење и денес нашите ученици учат со бесплатната платформа Microsoft Teams. Како одговор или реакција на ова, со овој буџет многу малку средства се издвојуваат за дигитална опрема на училиштата и учениците. Владата со овој буџет повторно ја изневерува и науката, со намалување на буџетот од 3,2%, истовремено предвидувајќи скоро 2 милиони евра за превод на стручна литература, проект кој толку силно го искритикува токму Социјалдемократскиот сојуз, а беше на ВМРО-ДПМН. Со овој буџет не се предвидени ниту средства за обнова на лабораториските материјали во средните стручни училишта, ниту во уметничките училишта. Понатаму, животна средина. Главна опозиционерска тема на Социјалдемократскиот сојуз беше токму ова. Од планот патувањата за чист воздух
Со овој буџет нема средства за мерките за моделирање на загадувањето, нема средства за зајакнување на капацитетите на инспекторатите и нема средства за решавање на проблемите со големите загадувачи. Здравство. Речи си и да нема средства во овој буџет за борба против корона кризата. Имено, предложениот буџет за Министерството за здравство, иако зголемен за 8%, воопшто не одразува актуелната корона криза во Македонија. Капиталните инвестиции во областа на здравството кои се неопходни, речи си и да ги нема. Па така со буџетот за 2020 година беа планирани 1,3 милијарди денари, додека со овој буџет за 2021 планирани за капитални инвестиции изнесуваат само скромни 836 милиони денари или намалување од 35% во споредба со оваа година. Ова многу јасно зборува колку здравството му е приоритет на ова раководство и тоа во време на пандемија и во време на над 2100 починати од истата. Во прилог на ова, доколку некој смета дека не ја говорам вистината, можеби ќе ми одговорите каде се и колку пари се предвидени за борбата против короната во 2021, каде се и колку пари се предвидени за плаќање на медицински услуги во приватните болници, каде се и колку пари се предвидени за модуларни болници и каде се и колку пари се предвидени за тестови, PCR тестови и за зголемување на капацитетите на центрите за јавно здравје. На оваа тема можам да зборувам уште 2 пати потолку, но за жал вие немате абер за реакција. Туку гледате само како да ги обвините ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски или Вело Марковски, а никако не гледате и еве и со овој буџет докажавте дека немате абер за помош во здравствениот сектор. Додека луѓето во Македонија се оставени пред вашата милост, совест и свест, досега веќе ги имаме најфрапантните бројки од короната, преку 2100 починати и над 75 заразени. Пред некој ден добив информација дека во Гостивар имале лимит за правење дневни тестови за ковид, односно дека не смеело да се направат повеќе од 50 тестирања дневно. Дали е ова точно и што ова би значело? Дека влијаете на бројките без при тоа да ви е грижа реалната состојба, доколку е вистина, ова е на вистина катастрофа. Истрошивте 3 цели ваши буџети изминативе години на ваше владење, а ниту една капитална инвестиција не видовме, ниту пак странска инвестиција. И конечно, после колапсот на економијата, вие сте толку самоуверени што предвидувате економски раст од 4,1% за во 2021. Единствената економска реформа која ја презедовте во оваа 2020 беше раскинувањето на договорите со потенцијалните странски инвеститори. Повеќе од 3 компании веќе ги раскинаа договорите. Дали Зоран Заев повторно ќе чека економскиот раст да му пристигне од Джонсон Мети, Ван Хул, Костал Охрид, Джонсон Сейфти Системс Кичево, Амфенол Кавадарци, Адиен Ситинг Штип, Маркард Велес, Леар Тетово, Гентерм Прилеп и други бројни инвестиции кои во Република Македонија ги донесе економскиот тим на ВМРО ДПМН. За разлика од овој тим, тимот на Заев не само што не донесе нови инвестиции, туку почна и да ги раскинува договорите со потенцијалните идни инвеститори. И ако не ВМРО ДПМН, тогаш експертите од ММФ ви укажаа дека дури и со социјално дистанцирање може да се испорача висок раст на јавните инвестиции, но доколку владата на Заев ги преземе следните 4 чекори, а тоа се број 1 инвестиции во одржување, број 2 преглед и рестартирање на ветувачки проекти кои беа одложени во подготовката или спроведувањето, број 3 забрзана изработка на гасоводите и број 4 планирање нови проекти веднаш усогласени со очекуваниот посткризен период. За жал, владата на Заев предлага буџет кој воопшто не ги одразува ниту препораките на ММФ, ниту оние на водечките светски економисти. Па така, капиталните расходи се за 10 милиони евра помали од оние предвидени со буџетот 2020. Значи,
ќе остане впечатокот кај граѓаните на Македонија дека за време на СДС ништо не се гради и покрај тоа што секојдневно читаме и слушаме за држави кои имаат економски успех и во оваа криза. А единствен начин да се успее е првин да се вложи во инфраструктурата на државата. Зашто приходите на сите инволвирани лица во извршувањето на јавните инвестиции, порано или подоцна, се трошат и стануваат приходи и за останатите лица и овој круг на економска активност и инфраструктурата како основа за раст на приватниот сектор заедно го стимулираат економскиот раст. За жал, немавме капитални инвестиции ниту пред, а ниту за време на пандемијава треба да ги очекуваме. Остануваме да тонеме во сиромаштија и долгови со оваа власт, која во исто време не само што се богати на сметка на народот, туку исто време и распродава македонска историја, јазик и идентитет. Уште еднаш ќе повторам дека не знам и дали воопшто има смисол веќе оваа буџетска расправа после скандалозното интервју на Заев, креаторот на овој буџет и истовремено креаторот на сите погубни политики изминативе 4 години за Македонија. Дали воопшто и треба да расправаме за буџетот 2021, кога е неизвестно дали воопшто ќе не има во 2021. Може би овој предлог на буџет требаше да се разгледува во бугарскиот парламент, а не тука. Тука воопшто и никој од власта немаше и нема храброст да ја отвори темата за преговорите со Бугарија. Некој преговара во наше име, а ние тука треба да спасуваме глави, што заради короната, што заради сиромаштијата. Дали може би Заев мислеше дека дотолку ќе си го осиромаши својот народ, што не ќе има сили и желба да се грижи за неговото сопствено опстанување или поништување? Се излажа. Или може би е поточно да кажам дека различни ни се чувствата и емоциите, зашто некој и со гладен стомак се уште има чувства за сопствениот јазик, идентитет и историја, чувства за сопствена држава. А некој не можеше да се грижи за сопствениот идентитет без пари. Испадна дека и со пари добиени преку нечесни преговори, сепак некој остана без чувство за Македонија. Ниту во Европската Унија влеговме, ниту датум добивме, а останавме осиромашени и со пари, но и со вистинско раководство на државата. Ова раководство планира да ги полни државните каси или по-конкретно сопствените джебови во 2021 со распродажба на државен имот. Ете затоа немавме и нема да имаме капитални инвестиции. Ете затоа не добивме и нема да добиеме никаков датум во блиска иднина или се додека Зоран Заев и Димитров преговараат за истиот. Буџетот за 2021 е само добро испланиран за следниот не знам веќе кој поред предизборен подкуп. Корона кризата, за жал, морам да признаам, пиаровски маестрално добро ја искористи ова раководство за спроведување на последниот предизборен подкуп. Но токму изборните подкупени победи од изборите во јули и сега во декември, ако може и да се наречат победи, не ви дадоа за право да креирате ваков буџет и да ја замајувате македонската јавност дека истиот е реален, развоен и граѓански. Да беше таков, немаше во него да ни ја презентирате новината 5-годишна рамка 2021-2025. Вие овде требаше да ни проектирате излез од кризата или план за излез од неа во 2021, а не во 2025. Ова му доаѓа како онаа народната не умирај магаре до зелена трева. Само не она вашето магаре за тренирање и не онаа вашата зелена трева да сакате да ја легализирате. Едно да знаете, македонскиот народ немојте да го третирате како магаре. На македонскиот народ најмалку му е дојдено до вашиот закон за легализација на марихуана, до вашите планови за распродажба на државен имот и до вашите планови за распродажба на национални интереси. Македонскиот народ може би е само натоварен како магаре со проблеми, ама тој товар е благодарение на вас. Кога тогаш ќе дојде денот кога истиот тој товар ќе биде префрлен на вашиот грб. Ви благодарам.